Како што може веќе да забележите од кадрот, тука има црнило, пепел и помалку чад, но дува и засилен ветер што ги плаши локалното население за повторно активирање на жариштето, односно повторно да избувне пожар токму тука како што изутринава избувна пожар во Националниот парк Галичица, каде што се уште дежурат вработени од Националниот парк и од локалното население, како и тие што ги имаат викенд куќите во туристичката населба Сирхан. Да видиме тука анкетата што велат и другото. Едно дете со трчање дојде и кажа дека пак гори шумата и тоа блиску одма до куќиве. Среќа вчера мене ми текна на пожарникари, им реков да остават една напртњача за гасење пожари и наполнивме со вода и момчево. Отидовме сите, колку имавме 10 души од комшииве дојдени од Скопје, сите учествувавме во гасење на пожаров. Ние сами не можевме да успееме, се јавивме пожарна, дојде пожарно возило едно мало и тие помогнава со ја испразнија водата, меѓутоа остана уште да чади и да тлее и сега еве луѓето се од Шумското чекаат да видиме дали ќе се стиши до крај пожарот. Помогнавме, како не помогнавме да не беа цивилите, немаше да се спаси со луѓето од Националниот парк. Пожарната малце дека многу пожари, више не знаевме кај да идеме. Беше општа катастрофа тука, да се разбереме, на секде гореше. Колку моја, ама спасивме. Луѓето да не беа, ќе беше уште сме под ризик, да се разбереме. Значи секој момент може да буфне пожар. Веројатно дожд не заврне, проблеми ќе имаме. Сега со Господ напред ќе видиме. Пожарот пред 2 дена почна токму од крај брежјето на Преспа, кога почнаа да горат трските, па преку патот се упати токму кон Галичица поради силниот ветер кој што го однесол таму, огнените стихи. Позади мене од колегата од објективот на колегата Драган Котовски може да забележите и пеплосан кајак покрај трските и тревата која што е тука и каде што според ветрот и очевидците и граѓаните има опасност да се раджари жариштето, да се распали жариштето со силен ветер и токму затоа бараат, очекуваат да заврне дожд. А токму утринава територијалната противпожарна единица на Ресен била на терен кај Националниот парк Галичица, каде што постапиле со едно противпожарно возило. Да видиме изјавите од командирот. Интервениравме со 4 возила и 8 пожарникари. Имавме помош од Охрид со едно противпожарно возило и 6 пожарникари. Со помош на Националниот парк, со луѓето, со екипите, со мештаните се справивме до некаде 18 до 19 часот за долу. А тоа што замина во Националниот парк продолжи да гори, ние немавме достапност за да влеземе таму. Од Националниот парк Галичица за 1TV брифира дека голем дел од растенијата кои што изгореле биле и ретките дрвја фоја кои што се наоѓаат низ целата територија на републиката, но вкупно опожареност немаат конкретна информација на хектари, но се споминува проценка на околу 150 до 200 хектари на земјиште и шума на Националниот парк Галичица, но споминувам станува збор за опожарено земјиште. Токму градоначалникот на Ресен ќе бара кривична одговорност доколку се најде сторителот, а веќе сомнежите се во насока дека е човечки фактор. Па веќе ние многу пати и во изминатиот период упатувавме апели. Видовме дека и владата забрани движење во шумите со цел да спречи. Забрането е палење на огнови на јавни површини. Значи апели упатувавме досега многу. Време е службите сите да излезат на терен и да делуваат рестриктивно, бидејќи ни се случува многу зачестени пожари во изминатиот период. Важната информација дека пожарот е локализиран, но се уште има опасност, односно жителите стравуваат повторно да не се активираат жариштата околу овој регион.